Цивил медија. Фала на Цивил за интересните дебати кои што секогаш ги организира и кои што се потребни во ова наше општество, така да ете, прв чекор кон целиот тој говор на омраза кој што за жал понекогаш ги добива следниот чекор кој што сите ние го занемаруваме, тоа е криминалот од омраза, бидејќи потоа и агресијата, и геноцидот, и се тоа што се случи во Нов Зеланд се случува во некоја врска и да не освести, значи се случи тоа што е криминалот од омраза, значи злосторство од омраза се случи во Нов Зеланд, но во моментот ги имаше и второстепената пресуда за Караџич каде што кажува дека извршил геноцид, но за жал сега беше послаба казната на територијата на Сребреница. Значи сето тоа и медиумите кога кажуваа веста за Караџич, го ги кажуваа неговите говори на омраза во собранието на тогашната СФРЈ. Значи никогаш не запира само кај говор на омраза. Значи посебно во Македонија никогаш тоа не запрело само на тоа што некој ќе го пишува. Да, Твитер е многу по-нереален, бидејќи не знаете кој стои, но Facebook, вие да имате ваше име и презиме каде што пишувате каде работите и да се осмелите така нешто да напишете, е навистина сериозно. И зборувавме и со Џабер кога ја споделувавме веста, му кажав дека ние стварно како граѓани сме уморни да постојано ловиме кој како што пишува. Има ли таму психолошки тестови, има ли таму контрола? Дури незини колеги од војска ми пишуваа, она е таква и не е прва дисциплинска комисија, дисциплинска прекршок кој што го направила. И вие едноставно се прашувате, пак чекај, кој држи оружје? Кого вие плаќате? Значи, кој ние со нашите даноци кои ги даваме на државата? Едноставно сваќате дека да, можеби во овој момент во Нов Зеланд, во Македонија, некојаш муслиманите или бегалците се најранливата категорија и луѓето не се сметаат дека треба да сочувствуваат или да прекинат. Не сум јас. Не ме тагира мене. Значи, ако вие тргнете најслабата карика во моментот, најслабата мета, како што се муслиманите во Нов Зеланд или бегалците во Македонија, вие ги таргетирате нив. Под нив има друга послаба категорија, која што тие ќе бидат мета. Значи, едноставно, ако немаме сериозни законски регулативи, една сериозно да се свати говорот на омраза, значи не е само репорт. Знаете колку сум репортирала во МВР, дури мислам дека некогаш мејлот ќе ми го блокираат cybercrime, само овој профил. И ако вие не мобилизирате социјалната мрежа, луѓе, блокирајте пријавувајте го овој профил на Facebook и им кажувам, репортирате го како злоупотреба на идентитет. Тогаш само Facebook. Значи Facebook има многу лоши правила. Дури кога репортирате говор на омраза, ви викаат ова не е спротивно на нашите правила. Дури гледаме со напаѓачот во Нов Зеланд, каде што 15 минути неговите видеа беа, иако имаат нели графики, ова е затоа што влечат кликови, тоа не е случајно. Да. И едноставно вие морате да го пријавувате и не сме виделе јавното обвинителство МВР да излезе со реална статистика која што мене како мерсиха ќе ми даде сигурност. Значи ја не зборам само како посматрач на говор на омраза, јас зборам како жртва на говор на омраза. И тоа многу ми се свиѓа тој збор жртва, иако делува дека некако се кажувате вашата ранливост, но јас во 2017 бев жртва на говор на омраза, каде што го збориме за политичка манипулација. Секој избор имаме ние политичка манипулација. Не заборавајте во 2017 манипулацијата со 120.000 бегалци, со милион бегалци, зависи од кој. Во еден ден, на една собраниска седница, 60 пати е спомнат зборот мигрант бегалец. 60 пати на една собраниска седница. Следниот ден почнуваат потписи во една скопска општина за спречување на тој прилив. Се случуваат потписите. Следниот чекор е седница во советот на таа и таа општина против да се гласа за референдумот, гласаат за референдум и до Министерството за локална самоуправа каде што вели референдум за ова не се потпишува. Значи еве ви сериозна манипулација и ќе кажете да, па тоа се мигрантите, бегалците. Не сум јас. И колку и да беше тоа да зборувате како ехо, никој не ве слуша, им вадите извештаи, луѓе само 20 мигранти има у Скопје, во Македонија, никој не ве слуша. Но вие кога ќе станете жртва, каде што мојот профил и мојот лик беше искористен и кажан да еве мерсиха повикува на бегалци, ја земам мојата слика на плоштадот во Скопје, каде што позади имаше голем банер и пишуваше Welcome Refugees, тоа беше во 2015 година, иако фактите безпротивни, мерсиха од 2015 беше бремена, од 2017 не беше, не е битно, и тоа беше во мојата општина, каде што јас живеам.
споделено за жал од Facebook страна која тогаш беше генерирана од тогашната општина. Сега веќе ја исклучија таа страна. Мислам ја исклучија таа страна тогаш, каде што беше ставена мојата слика и вика еве Мерсиха повикува на бегалци во вашата општина. Иако тоа е единствената општина каде што има бегалски камп. Општина Бутел избегува единствениот бегалски камп. И јас моите напори, не луѓе, има бегалски камп во Бутел, нелогично е уште еден бегалски камп, моите постови беа постојано бришани и почнав да добивам закани. Значи, општината е многу мала, јас таму се движам со 2 мали деца, многу сум лесно ранлива, јас или моите деца некој да ги нападне. И пријавувавме и мислам дека повеќе успеа мобилизирањето на луѓето кои што напишав, репортирате дека мојот идентитет е злоупотребен, не дека мојата безбедност е загрозена, бидејќи тоа Facebook не го смета, и профилот беше исклучен. Значи, никогаш не се знема жртвата. Да, некој па тоа мигранти, бегалци, инака нема никој да ги. Но не, чекајте, има друг слој кој што може да биде жртва на говорот на омраза. И без некоја сериозна регулатива и без статистики да видиме дека профили се затварат, луѓе одговараат со дисциплински мерки, со казни, со откази, со било што, ние никогаш нема да може да се прекине и сериозно да видиме борбата против говорот на омраза. Кога сме веќе кај случајот што го помена, јас веќе добивам и закани на Facebook, бидејќи јас нели мојот тој пост, иако претходно беше објавен на Facebook, јас го земав по други профили, беше шеруван можеби едно 400 пати, дека јас сум нели иницијаторот, кој што нормално го прекршила законот, тоа е сосема законски да постапите, но веќе од незините истомисленици кои доаѓаат од одредени партиски ехоа и милеа, веќе добивам сериозни закани кои што нормално јас ги пријавувам, но до сега ниеднаш не сум била повикана од јавното обвинителство. Значи јас пријавам говор на омраза од 2015 година и до сега ниеднаш не сум била повикана како сведок или како покренувач на некоја постапка. Така да без сериозни институции кои што ќе стават стоп на говорот на омраза, ние што можеме да правиме? Ние можеме да правиме едноставно солидарност. Она што го направија во Нова Зеландија, она што се случува во Македонија некои мали моменти е солидарноста, е што можеме ние да го направиме и подкрепувањето на свеста со аргументи дека тоа нели не е реално. Ама она обичниот граѓани, нас обичните со тие хаштаг или не знам каква симпатија, со солидарност и со заеднички редови, мислам дека само така можеме како обични граѓани да застанеме. А без институциите сето тоа ќе бидат само мали напори. Цивил медија